Што се однесува до финансската помош и од ова Даниела што го кажа и од оние информации јас што ги имам во другите држави, нашата држава се определи за еден начин со едни критериуми кај што оној што ќе добие помош на вистина добива значајна помош. Но голем број компании кои имаа проблеми не можеа да ја добијат помошта ради критериумите за задржување број на работниците, каде особено реагираат работодавачите да како отказ се смета и истекот на договорот кој бил случен на определено работно време. Тоа и вие невладни организации сигурно имате многу такви договори на определено време додека трае проектот и со самото завршување на времето за кое е склучен договорот, тој автоматски престанува, тоа не е отказ. Но владата за да ги заштити бројот на работници не се намали, до ден денес овие работници на кои и истекол договор вратување, работодавачите мора да ги задржат на работа, иако немаат фактички што да работат и седат дома, за да ја земе помошта. Затоа што кажав, кај нас оној што зема помош финанска за сите вработени кои се работени однос за тој момент. И оние што идат на работа и оние што не идат на работа. Битно е да има 30% минимум пад на приходите.